Таче со бугарски пасош да ти била. Како? Жена му на Таче, бе, българка обаче, не чувте вие тоа? А Таче? А ти, бе, Таче? Каков, бе, имаш? Бугарски или косовски? За градоначалничката на Скопје исто извади дека е со бугарски пасош до душа. Таа као нешто ќе тужеше за клевета, ама ништо си поќуте од како ја избра за градоначалник. Абе да ве прашам нешто, да се стане битна фаца овде, ти треба бугарски пасош или се лажам, а? Не, стварно бе, дај бе кажете отворено бе во јавност да знаеме. Шо сме ние само со македонски пасоши, шо сме? А? Како гледате на нас, што неаме друг пасош освен македонски? Не гледате ко да сме глупи, така? Или неснаодливи? Ко да сме демоде? Мамето ваше распродадено, говнари едни. Мислите, бугарите ве сакаат што сте такви, никакви. Само ве користат против својот народ, глупаци едни. И дај вие од сите партии самите бе излезете во јавност еднаш, покажете си ги бугарските пасоши, откажете се јавно од нив ако сакате да бидете на власт или да се борите за власт. Ако не се откажете, што е легитимно, ама тогаш надвор од политиката. Никој од вас не смее да ја води македонската политика. Дали сме јасни? Па доста беше бе. Овие со бугарски бе пасоши бе стана гротеска. Уста бе гаѓам. Сопукам ти. Ја чудим што една огромна држава со 50 милиони жители исчезна поради себичен материјален интерес на една суперсила од друг континент. Ја чудим што таа супер држава е спремна да жртвува до пеплосување и други европски држави за да го наплати во долари тоа нивно пеплосување. Ја чудим што таа супер држава не дозволува државата што исчезнува во војна да признае пораз и да потпише мировен договор. Ја чудим што таа некогашна држава има председател кој е глумец по професија, а кој е натерен од супер државата да глуми некој кој победува во војната што ја губи катастрофално, само за да може и понатаму да ја плаќа на супер државата во долари. Ја чудим што таа супер држава го турка светот во нуклеарна војна без никакви скрупули и свесно за последиците. Ја чудим што таа супер држава има такви опасни имбецили што одлучуваат за иднината на светот. Ја чудим што ЕУ и цела Европа не само што немо го гледа сето тоа без никаква моќ да се спротистави, туку и самата прави чекори кон нуклеарен Армагедон. Ја чудим што сите тие се прават глуви на предупредувањата на сибирската мечка дека ќе употреби стратегија на одвраќање ако Финска го допре пенкалото за да потпише влез во НАТО. Ја чудим што мечката за која сватија дека не прави вицови и ко се заканува, сега кога повторпат ги опомени дека ќе удри пострашно, тие сепак си тераат по свое. Ја чудим што човештвото колку и да се прави дека е разумно, нели, Homo sapiens sapiens, сепак во моменти на голема криза тотално го губи разумот и бара самото да си пушти крв. Ја чудим што војната и убивањето ни се во природата и гените, но тоа е така. Ја чудим. Државата, тоа е Дуј. Ова на сите треба да ни е јасно. Таче е ставен тука само за спотер како премиер. Така е бе, им ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ни ја одгризаа главата. Замислете, сега Дуј со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови.
Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас, бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? А? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Еј, каков резил сте, бе. Абе, чурка кога ве води и не ме чуди, бе, мисири едни. Маричич, ти добар си, а? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански, така? Епа, Путин не е Дилајла ко тебе, бе. Јави се на преглед са бајдека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ке ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го ова на чурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш. Ви тврдам, од тврдо да не станете.